Комисија за финанси и буџет, точка број 1. Одлука за давање согласност на поднесување апликација до Министерство за култура за проект реконструкција на поранешен ресторан парк. Точка број 2. Одлука за измена на одлуката за согласност и кофинансирање на проектот Smart for You 2. Точка број 3. Одлука за одобрување на дел од простори од местните заедници за пензионерски клубови на Сдруженијето на пензионери Битола без надоместок. Кој е за ваквиот предложен дневен ред? Ве молам да крени рака. Комисијата, не сте вие за овој дневен ред? Па не кревате рака, затоа ве прашувам. Комисија за финанси, да. Констатирам дека е усвоен. Минуваме на точка број 1, одлука за давање согласност за поднесување апликација до Министерство за култура за проект реконструкција на поранешен ресторан парк. Венцо Повели. Значи, Министерството за култура распиша јавен повик до единиците на локалната самоуправа, доколку имат проекти од културата да ги предложат за да ги финансират за 2024 година. Па ова одлука се однесува за давање на согласност од Советот да поднесеме пријава за распредела на капитална дотација и инвестиции за проекти од областта на културата за 2024 од страна на Министерството за култура. Што значи тоа? Значи околу 50 милиона, са точно бројката не може толку брзо да најдам, околу 50 милиона има во годишната програма од Министерството за култура и согласно квалитетот на поднесените апликации, изработените проекти, одобренијата за градба и така натаму што ги поднесуваат апликантите, ке Министерството ќе донеси нека одлука и ќе ги финансира тие предложени проекти. Ние веќе го пуштивме, значи беше повикот до 25 јануар. Пуштивме веќе барање, пуштивме проектната документација од парк, комплетна со одобренијата за градба, односно реконструкција. И во зависност од тоа колку пари ќе ни дадат, може 10-20, зависно од нив, може ич да не ни дадат, така да колку ќе дадат, добро дојдени би биле. Да. Затоа е ова одлука. Прашања? Јас имам прашање. Рековте 50 милиони за цел повик ќе биде. Претходно ни кажавте дека 800.000 евра се големи пари за реконструкција на парк. Барем со тоа оправдание се пренаменил проектот. Претходно ве прашав кај мене во канцеларијата дали ние имаме проект за парк преку Smart for You кој што е поништен. Ми кажавте дека немаме, што и јас знам дека немаме. Значи тој се уште постои како проект. И мене ме интересира, значи сега и сите пари да ни ги дадат преку Министерство, само тогаш можеме да речеме дека ни е исплатливо, така? Секако не исплатливо, колку ќе ни дадат, да ни дадат, колку што ќе дадат, ќе ги намалат трошоците од буџетот на општина Битола или од Smart for You 2 да ги покрие тие трошоци. Ми кажавте дека вчера аплициравте и ве прашав тогаш зошто денес имаме потреба од ваква одлука. Ако може да ми кажете, зошто откако сте аплицирале на повикот, барате одлука од Советот? Бидејќи не мора да имате одлука на Совет за да аплицирате на ваков повик. Значи чисто да го известиме Советот, да донеси одлука Едно е известување, друго е носење одлука. Да донеси и одлука. Да, затоа што цело време се расправаме Smart for You 2, дали да било вака, дали зошто сме предложили, не сме предложили, мислам скокотлива е темата. Ние сами да одлучиме и зошто сте одлучили, затоа бараме поддршка од Совет. Ние како економски развој, значи сега еве само чисто како информација до советниците, во јануар веќе имаме 3 или 4 јавни повици од другите министерства, кај што ќе аплицираме со проекти, готови проекти нормално, и добро е да се договориме со кои проекти да аплицираме. Тие што се по програма и како и така натаму и така, меѓутоа има рокови, овој рок беше објавен, значи до 25 јануар, имаме сега еве нов повик имаме од Министерството за локална самоуправа, доколку во рок од 30 дена не аплицираме, значи нема да добиеме средства. Така да ова е динамично и затоа бараме конкретно за Smart for You да ги намалиме трошоците, па било од која ставка да биде да ги намалиме. Значи јас скроз се службам со вас, иако не ви го разбирам терминот скокотлива тема, бидејќи се работи за нешто за кое што сме донесле претходна одлука. Меѓутоа, кога веќе ми кажувате дека се поврзани едната со другата точка, зошто тогаш не известивте, како што велите, или не натеравте да донесеме одлука пред да потпишите како општина договор за пренамена на средства кои биле предвидени за парк?
Бидејќи потпишан е договорот во јуни, вие побаравте измена на промена на средствата во август месец. Бидејќи сега ми кажувате дека треба да биде транспарентно, со што јас се сложбам. Ја мислам дека и во јуни веќе побаравме, сега не можам да се Не, вратам назад. 16.8. побаравте. Тоа не знам да треба да се Ја видат знам. списите, да. Некој друг Меѓутоа, прашање? нели побаравме одлука да се пренамена средства од Smart for You, ту која беше одбиена. Значи имаме одлука за недавање согласност. Сега бројот дата немам овде, меѓутоа за одбивање на тој предлог што го дававме да се замени со велосипедски патеки, тој го одбивте предлогот тогаш. А зошто, што, како, натаму не можам да... Повелете, колега Николовски. Јас имам прашање до општинската администрација. Кажавте дека општина Битола веќе аплицира на повикот, односно дали имате датум кога општина Битола аплицира? Да, значи 24-ти со поштата во 24-ти замина, пошто е 25-ти последен ден. Значи заврши целосно повикот. Значи повикот заврши 25 јануари. И општина Битола има Да. аплицирана на тој конкурс. Има аплицирано за објектот парк. Па сега имам дополнително прашање, што ќе се случи доколку на денешната седница Советот на општина Битола донесе негативно на одлука во однос на овај предлог точка на дневен ред, дали е возможно да се одаплицира повикот кој го доставивте вие до Министерството за култура? Сигурно дека може. Го отповикуваме ова, не икеме пари, затоа што донесе Советот таква одлука. Повелете, Илиевски. До представникот на општинската администрација. Значи, до представникот на општинската администрација. Вие заедно со вашиот тим, добро знам, дека имате изработено низа на апликации за одредени проекти по министерства, по меѓународни фондации и така натаму и така натаму. Јас кажав, и мислам, повторно ќе кажам истото, и сметам дека и вие треба бидете доблесни да кажете дека е тоа така, дека ние во оваа фаза немаме право да одлучуваме и носиме било каква одлука, бидејќи ние во овој момент се наоѓаме во процес на поднесување на апликација. Мислам дека е просто и мислам дека не треба да дозволите вие пред секако општинска администрација, без разлика од која страна доаѓа налогот, да истите ние носиме било каква одлука и потоа можеби погрешиме во било какви процеси, се до моментот, дури не добиеме ние соодветен одговор во случајот од страна на Министерството за култура, дали проектот би бил одобрен, од која ќе дознаеме дали би бил одобрен и со која висина на финансиски средства, сметам дека во тој момент оваа точка треба да дојде тука до нас советниците, да одредиме финансиски средства за кофинансирање на проектот, доколку тие не се во висина на барањето кој ги имаме испратено како општина Битола, и потоа да гласаме за истиот. Дали ние би одвоиле 10, 15, 20 или било колку милиони денари. Значи, почитувам представникот од општината, ќе ве замолам да ми кажете кои биле вашите пракси во минатото во делот на аплицирање на ваквите проекти и дека да потврдите дека е премногу избрзано носењето на било каква одлука се до моментот на донесување на одлука од страна на Министерството за култура во случајот по однос на оваа апликација. Благодарам. Повелете. Почитувани советници, значи во однос на барањето за согласност за аплицирање се однесува единствено на тоа што и самата председателка кажа, вкупната сума која што има Министерството е 50 милиони денари. Проектот парк, реконструкцијата чини 58 милиони денари. Со оглед на тоа што овие 50 милиони денари на Министерството за култура се на ниво на цела држава, повеќе од известно е потенцијалното кофинансирање од страна на општината. Единствено од таа причина е побарана согласност. Апсолутно
никакво зло нема да се нанесе доколку се даде согласност за аплицирањето, а доколку не се даде согласност на аплицирањето, секако дека нема да се избрзи да се отповика апликацијата, туку таа ќе обстани, ако е тоа конкретното прашање. Значи овде не се работи за никаков проблем. До вчера беше рокот и да сакавме, немаше седница, немаше варијанта кога тоа се извести, значи повикот е објавен на 18-ти, траеше до 25-ти, ние официјално известување мисламе кога добивме на 20 или 21 јануари од страна на Министерството на службените мејлови на општината. Така да станува збор за една техничка работа која што би го оправдала во иднина кофинансирањето и разликата. Оти максималната сума да ја добие општина Битола, пак ќе треба да се кофинансираат 8 милиони денари. Повелете. Повторно јас. Мислам дека е небулозно да имаме ваква точка на дневен ред, бидејќи, како што читам овде, предлог точката на дневен ред е одлука за давање согласност за поднесување на апликација. Како што и самите вие, односно општинската администрација, многу добро и прецизно кажа дека општина Битола веќе има поднесена апликација. Така да овде никаде не пише за одобрување на средства за кофинансирање на проектот или некој обезбедување на дополнителни финансиски средства. Овде пише одлука за давање согласност за поднесување апликација до Министерството за култура. Ние не можеме да носиме одлука на 26-ти, кога овој повик е веќе завршен. Е безпредметно советот да носи било каква одлука на денешната седница. Ова, освен како гол популизам или манипулација со советниците, не знам дали некој политички поени сака да ќари на оваа точка на денешната седница, како мнозинството во Советот на општина Битола повторно ја обструира работата на општина Битола, така да мислам дека би требало да се, бидејќи усвоен е веќе дневниот ред, мислам дека треба сите да се земеме од гласање по основата точка. Благодарам. Повелете. Значи, јас ништо не гледам лошо, туку баш се радвам што веќе имаме тенденции двата проекти кои беа спорни, за кои што изгубивме толку време, дека одат во некоја насока да бидат реализирани. Се слагам со тоа што го вели колегата Методија. Значи, одлуката ние можеби денес избрзавме со носење на оваа точка на дневен ред, затоа што се работи за една недела, само до кога... Не избрзавме, мислам, кога ќе ти прифати мнозинството, мораш да ја прифатиш. Оти овде кога гласаме ние со ВМРО или со СДС сме во коалиција, ама кога ќе гласат некои други политички субјекти, тогаш е за доброто на градот. Значи, јас сепак мислам дека сите мислиме за доброто за градот и верувам во тоа. И една недела не дели од одлуката колку ќе добиеме и како ќе добиеме. Многу е кратко времето за да бидат работите сосем јасни. Затоа што ако ние имаме веќе 100% обезбедени средства, не 100% мислам сите средства обезбедени за парк, туку веќе е направен првиот чекор за да може да се направи парк, тогаш можеме да размислуваме и за одлуката за пренамена на средствата од Smart for You. Затоа што сега, ако денес ја донесеме оваа одлука, можеме да се доведеме до ситуација да Министерството, што не верувам дека ќе се деси такво нешто, не прифати да кофинансира за парк, така проектот парк целосно ќе извиси. За една недела сосема јасни ќе ни бидат сите услови. Колку средства ќе ни одобри Министерството, колку ќе треба ние да финансираме и колку ще средства ќе ни требаат, дали ќе ги искористиме тие од Smart for You или како ќе ги организираме сите работи и за многу кратко време ќе донесиме позитивна одлука. Верувам дека сите сакаме да дојди позитивна одлуката, меѓутоа
дајте да почекаме да видиме која ќе биде одлуката на Министерство, затоа што сега вака и покрај тоа што позитивни вибрации имаме и сите веруваме дека ќе биде прифатен овој проект, ние немаме документ дека овој проект ќе биде кофинансиран од Министерството за култура. Тоа е мојот став. Благодарам. Некој друг? Доколку немате, минуваме на следна точка. Одлука за измена на одлуката за согласност и кофинансирање на проектот Smart for You 2. Повелете. Ова е истата одлука, што претходно имавме доставено, повторно истата ја доставуваме за замена на вредноста, претходно што беше ставена, значи 269.000 евра се заменува со вредност 323.063 и барањето, односно одлуката е да се пренасочат средствата за Smart for You 2 кон велосипедските патики. Истата одлука е таа што поднесовме во јуни или август, мислам тоа што го баравме. И што имаме заклучок дека не го поддржавте, така да го уште еднаш го ставаме на седница, доколку сметате дека така треба да биде, да се изгласа или да не се изгласа, ваше е, да. Јас имам само едно прашање. Зошто мислите дека денес, после 2 негативни гласања на овој совет, зошто денес мислите дека ќе биде изгласана? Тоа е моето прво прашање, зошто би била изгласана? Второто прашање ми е, дали во изминатите неколку месеци се реализира трансфер на средства по било кој основ, кои не се наменети за парк, туку се наменети за тие велосипедски патеки за кои немате одлука на совет? И трето, бидејќи преди кажа градоначалникот дека не ви треба одлука на совет, зошто тогаш упорно трет пат барате одлука на совет? Потребна одлука на совет во делот на промена на одлуката за кофинансирање. И доколку останеше објектот парк, со оглед на повисоката вредност по финалната верзија на основниот проект, повторно кофинансирањето ќе се зголемеше не од 256.562 евра, не на 323.000 како сега, туку на преку 400.000 евра кофинансирање од страна на општина Битола и повторно истата одлука ќе требаше да биде променета. Бидејќи единствено нешто кое што Советот носи во делот на овие проекти е одлука за кофинансирање, а не конкретно за што тоа ќе биде. Меѓутоа, образложи градоначалникот, нема да се повторуваме, една од причините поради која што е поднесена оваа точка е и можноста со оглед на барањата на советниците да објектот парк се заштити и се реконструира од страна на општина Битола со средства дополнителни кои што потенцијално би се обезбедиле. Повикот на Министерство за култура, објавен на 18.1, даде можност да аплицираме и од тие причини се реафирмира и повторно оваа точка се става на дневен ред денес да се гласа. Не ми одговоривте на прашањето дали во изминатиот период се реализира средства по било кој основ и зашто истите се реализираат, бидејќи ние како совет не сме дали никаква позитивна одлука за истото да се врши. Дали се врши во изминатиот период? Во изминатиот период не се користат средствата во делот на кофинансирање, со оглед на тоа што не е изменета одлуката за кофинансирање, а проектот се реализира во форматот во однос на средствата кои ги користат останатите партнери на проектот. Некој друг прашање? Доколку немате, ви благодарам. Точка број 3. Одлука за одобрување на дел од просториите во местните заедници за пензионерските клубови на Сдруженијето на пензионери Битола без надоместок. Значи, до мене стигна барање од Сдруженијето за пензионери, истото го поставив на Комисијата за финанси. Побарав од службите да ми достават на писмено дали имаме донесена одлука, бидејќи ми кажа дека е незаконски да се даваат на користење простори кои се во сопственост на општината на Сдруженија на граѓани.
До овој момент такво образложение не добив, иако знам дека сме донесле такви одлуки. Мојот предлог е по примерот на некои други општини, истото да го направиме и во сите местни заедници кои што има можност. Мислам дека барањето од пензионерите, не знам дали ви го имаат пуштено, ако не ви го имаат, јас ќе ви го пуштам. Сметам дека на истиот начин, по истиот пример, треба да донесеме одлука и да им излеземе во пресред на едно здружение кое што брои поголем број на членови. Исто така, моите информации кажуваат дека неколку пати се обратиле до градоначалникот и градоначалникот му рекол дека е спремен да соработува и дека сака да им излезе во пресред. Затоа не гледам причина зошто денес не би ја донесле оваа одлука. Во прилог, доколку помини оваа одлука, ќе ги разгледаме одлуките кои ги донесле во неколку други општини и на истиот начин ќе пробаме и ние да им излеземе во пресред и Сдруженијето на пензионери да се исклучи договор временски, онака како што ќе се договориме, дали на 3, дали на 5 години, да се склучи некаков договор, бидејќи во моментот се соочуваме со руинирање на местни заедници, каде што има простор, има место и исто така сакам да нагласам дека барањето на пензионерите се однесува дека самите ќе си ги реконструираат, самите ќе си ги уредат, самите се ќе си плаќаат во смисла на режиски трошоци, меѓутоа да не плаќаат надоместок за нивното користење и да добијат одобрување. Прашања? Не знам кој ќе опрашате, додуша, ама повелете. Бидејќи јас не сум администрација, прашајте, ама не знам дали ќе можам да ви одговорам. Барањето, бидејќи вие го имате, ние го немаме. Ќе ви го пуштат на мејл сега за 5 минути. Пред да гласаме, дали може да го видиме барањето ќе го видите. и примерот кој што го посочивте вие од останатите општини, доколку има законска можност, се разбира дека барањето од пензионерите ќе го видите, за другите кои ќе ги имам документите, тогаш ќе ви ги пуштам. сега ги немате, значи. Не ги имам наведивте печатени. примери. Да, наведив примери. Ако сакате ќе ви кажам службените гласници на Ѓорче Петров и на Центар. Ако сакате, Да, да ги поварајте видиме ги. затоа пред да Па видете ги, а ви гласаме. имате пред вас лаптопи општински, поварајте. Кажете ми кој број на службен гласник од Ќе ви Ѓорче кажам кога ќе заврши комисијата. Некој друг Петров. Сега прашања? ако може. Пред гласањето, Доколку дали имате може да ги видиме прашања, материјалите и после да доколку гласаме. имате прашања во врска со точката, повелете. Еве тоа е прашањето и барањето да ги видиме материјалите и после да гласаме. Добро, не гласајте. Има некои прашања? Доколку немате, ви благодарам. Точка број 1. Одлука за давање согласност за поднесување апликација до Министерство за култура за проект реконструкција на поранешен ресторан парк. Кој е за, ве молам да крени рака. 2 за, против, воздржани. Јас ќе го послушам колегата и ќе се изземам од гласање. Точка број 2. Одлука за измена на одлуката за согласност и кофинансирање на проектот Smart for You 2. Кој е за? 2 за, против, воздржани. 2. Констатирам дека точката не е усвоена. И точка број 3. Одлука за одобрување на дел од простори во местните заедници за пензионерски клубови на Сдружение на пензионери Битола без надоместок. Кој е за, ве молам да крени рака. 3 за, против, воздржани. Нема. Констатирам дека точката е усвоена. Со тоа ја завршувам комисијата. Ви благодарам.